Добро вечер. Министерството за економија ќе ангажира еминентни странски експерти кои ќе одржат обуки за македонските туристички работници со цел да се подобри туристичката понуда во земјава. Тоа ќе го возможи двегодишниот проект поттикнување на одржливи врски и развој на кластери во туристичка индустрија во Македонија, што ќе се спроведува преку Организацијата за индустријски развој на Обединетите нации. Целиот проект чини 220.000 евра, средства обезбедени од донација од словеничката влада. Со оваа информација ги започнуваме денешните урбани вести. Останете со нас. Потпишан меморандум за соработка меѓу Стопанската комора на Македонија и Молдавскиот саем. Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА со апел лицата со попреченост да се едуцираат за сексуалното и репродуктивното здравје. Доделени благодарници за Денот на крводарителите и Денот на Црвениот крст на Република Македонија. Твитер заедницата со крводарителска акција го одбележа Денот на крводарителите. Распишан повик за учество на манифестацијата Бела ноќ. Потенцијалите за економска соработка меѓу Македонија и Молдавија се минимално искористени. Двете држави минатата година оствариле трговска размена од 1,34 милиони американски долари, што представува благ пораст од 4,7% во износ на 2012. Со цел да се интензивира соработката помеѓу компаниите од двете држави. Денеска Стопанската комора на Македонија организираше презентација на сеимите за земјоделство и за градежништво, како две најголеми саемски манифестации во Молдавија, а потпиша и меморандум за соработка со најголемата саемска манифестација Молтекспо. Генералниот директор на Молтекспо, Аркадије Андроник, денеска беше во работна посета на Стопанската комора на Македонија, при што потпиша меморандум за соработка на саемот со комората. Иницијативата за отпочнување по интензивна соработка со Република Молдавија, како земја членка на ЦЕФТА, и со цел да се искористат потенцијалите и можностите што ги нуди ЦЕФТА договорот, а кои според официјалните статистички податоци се користат минимално. Саемските манифестации се корисна алатка за согледување на потенцијалите за настап на одредени пазари, овозможуваат да се развиваат нови деловни партнерства, да се поттикне поголема економска соработка помеѓу земјите. Во конкретниот случај со презентација на двата најголеми саеми во Кишињев, Република Молдавија, за земјоделство и за градежништво, Молт Агротех и Молт Констракшн, извозно ориентираните компании имаат можност да ги промовираат своите производи за пласман на пазарите во Молдавија. Молтекспо е саемска организација во Молдавија со 50 годишно искуство, каде годишно се одржуваат преку 30 манифестации со учество на компании од повеќе од 30 земји. Иницијативата за отпочнување по интензивна соработка со Република Молдавија како земја членка на ЦЕФТА е со цел да се искористат потенцијалите и можностите кои ги нуди ЦЕФТА договорот, а кои според официјалните статистички податоци се користат минимално. Сеимските манифестации како корисна алатка за согледување на потенцијалите за настап на одредени пазари овозможуваат да се развиваат нови деловни партнерства, да се поттикне поголема економска соработка помеѓу земјите. Во конкретниот случај, со презентација на двата најголеми саеми во Кишињев, Република Молдавија, а тоа се саемите за земјоделство и за градежништво, што всушност денеска е можност да ги видиме, компаниите ќе имаат можност да ги промовираат своите производи за пласман на пазарите во Молдавија. Молтекспо е саемска организација во Молдавија со 50 годишно искуство, каде што годишно се одржуваат преку 30 манифестации со учество на компании од повеќе од 30 земји.
Со потпишувањето на меморандумот покрај директната стимулација на соработка помеѓу двете земји, ќе се иницира и индиректно ќе се стимулира соработката и со останатите пазари во тој регион: Романија, Белорусија, Украина, Руската Федерација, Грузија, Казахстан, Узбекистан, со кои Молдавија има традиционални трговски врски. Вкупната трговска размена на Република Македонија со Република Молдавија во 2013 година достигна вредност од 1,34 милиони долари, што представува раст од 4,7% во однос на истиот период за 2012 година. При тоа остварен е извоз во вредност од 428.000 долари или пад од 28% во однос на 2012, додека увозното салдо изнесува 911.000 долари или пораст од 20% споредбено со 2012 година. Молдавија е 79 трговски партнер на Македонија за 2013 година. Ако се гледа на ниво на ЦЕФТА регионот, со Молдавија имаме најмал обем на размена, кој зафаќа занемарливи 0,09%. Во поглед на застапеноста на производите во размената, во 2013 година во структурата на извозот застапени се зелка и сличен зеленчук, свеж или разладен, како и површински активни препарати за перење и чистење за малопродажба, а во структурата на увозот балони, шишиња, тегли, полици, ампули и други контейнери од стакло за транспорт или пакување на стоки, тегли од стакло за конзервирање, затки, поклопки и други затварачи од стакло, како и шипки и прачки од железо или друг легиран или нелегиран челик. Асоциацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА уверува дека за лицата со попреченост се уште преовладуваат убедувањата дека се асексуални, не треба и не можат да градат врски, секогаш некој треба да се грижи за нив, немаат потреба за едукација и грижа за репродуктивното здравје, затоа што не се сексуално активни. Овие перцепции, велат од ХЕРА, не одговараат со реалноста и придонесуваат кон стигма и дискриминација на лицата, како од општеството, така и од семејствата. Асоциацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА во Домот на културата Кочо Рацин ја отвори изложбата "Девојките одлучуваат", која е дел од иницијативата на Меѓународната федерација за планирано родителство и британскиот весник Guardian. Фотографиите се дел од сторијата во Македонија, остварена заедно со Дневниот центар за лица со попреченост Порака Скопје и со Државниот дневен центар за лица со попреченост од Гостивар. Изложбата го означи и почетокот на неделата на сексуално репродуктивно здравје и права на лицата со попреченост. Покрај изложбата на пресконференција беше акцентирана и потребата на младите лица со интелектуална попреченост од сексуално образование. Душко Миновски, председател на Комисијата против дискриминација и државен советник во Министерството за труд и социјална политика, истакна дека постои погрешна представа за лицата со интелектуална попреченост, а тоа е дека сексуалноста треба да биде исклучена од животот на овие луѓе. Миновски тврди дека на тој начин овие лица се изложуваат на дискриминација и затоа е потребно да се научат како да си го заштитат сексуалното и репродуктивното здравје. Сите граѓани ги имаат подеднакво, ги уживаат сите права во оваа држава, меѓутоа не само права како права, туку да имаат подеднаков третман, значи заеднички третман. Најчесто мораме да напуштиме онаа поранешна перцепција и од тука веројатно извираат и стереотипите и предрасудите по однос на оваа категорија на наши граѓани, затоа што многу често имаме малце двоен морал, тука би рекол, знаете, кога станува збор нешто, кога ние нешто ги сожалуваме, сме емпатични, меѓутоа ако немаме некој во нашето окружување, не ќе ни да размислуваме подлабоко. Само нешто го имаат проблемот, веројатно се упатени на тоа да мора да размислуваат. Веќе такви, самата конвенција, ратификацијата упатува дека сите овие луѓе, значи, немаат потреба да бидат сожалувани, немаат потреба да ги третираме само како приматели на здравствени и на социјални услуги, туку дека имаат потреба да добијат шанса да се искористат нивните преостанати способности за да бидат активни чинители, како во општествените текови, така и во градењето на личниот раст и развој, а и градењето, фактички стекнувањето на една активна позиција каде што сами ќе допринесуваат за сопствената екзистенција. Своја поддршка во оваа кампања даде и пратеничката Цвитанка Иванова, која истакна дека
дека општеството, за да се нарече демократско, треба да овозможи еднакви услови за сите граѓани, што вклучува право за заштита на репродуктивното здравје на лицата со интелектуална попреченост. Едно општество за да се нарече себе си демократско, потребно е да овозможи еднакви услови на сите граѓани. Јас ја поддржувам оваа иницијатива и со самото свое присуство и сметам дека оваа недела ќе даде голем придонес за подигање на свеста кај останатите граѓани, кај оние граѓани кои што можеби не допира овој проблем, кој што можеби не се обкружени, но тука е тој проблем. Лицата со попреченост се граѓани на Република Македонија и тие како сите граѓани треба да ги уживаат основните човекови слободи и права и во овој случај правото на сексуално образование и правото на заштита на своето репродуктивно здравје. Во рамките на оваа недела, исто така во соработка со Сдруженијето на граѓани Трисомија 21 Скопје, ќе бидат организирани едукативни работилници, гинеколошки и дерматовенеролошки прегледи во младинскиот центар Сакам да знам наводно. Активностите во оваа недела ќе бидат заокружени со одржување на трибина за родители на тема Светски ден на лицата со Даунов синдром, пристап до здравствени услуги и информации за сексуално и репродуктивно здравје, која ќе се одржи на 21 март со почеток во 17 часот во Домот на културата Кочорацин. Општина Газибаба и Општинската организација на Црвениот крст Газибаба Скопје по повод 17 март, денот на крводарителите и денот на Црвениот крст на Република Македонија, доделија повеќе благодарници за најдобра организација, средно училиште, образовна институција и на крводарителите кои дарувале 25 пати крв. Повеќе за ова од Томислав Атанасовски. По четврти пат традиционално и оваа година Општина Газибаба во соработка со Општинската организација на Црвен крст Газибаба Скопје организираше прием за крводарителите од Општина Газибаба по повод 17 март, денот на крводарителите и денот на Црвениот крст на Република Македонија. На приемот беа поделени благодарници на крводарителите кои дарувале 25 пати крв за најдобра работна организација на подрачјето на Општина Газибаба за 2013 година на Алкалуит Скопје, за најдобро средно училиште на подрачјето на Општина Газибаба за 2013 година на АСУЦ Боро Петрушевски Скопје и за најдобра образовна институција од високото образование на подрачјето на Општина Газибаба за 2013 година на Факултетот за безбедност. Собрани сме да одадеме признање на сите крводарители кои несебично, хумано ја подаваат својата рака, ја даруваат оваа драгоцена течност која живот значи за секој болен. Крводарителот е личност која не му е битна другата страна, не му е важна дали по било кој пол, вера, националност, партијска припадност. Не му е важно да донира здрава крв и крвта да го чека болниот, а не болниот да чека крвта. Чувството е големо затоа што секоја дарувана капка значи подобрување на животот и спасување нечиј живот. Неколку стотини единици се собрани повеќе од планираното. Тоа е знак значи на висока општествена и хумана свест и тоа се разбира имаат општинската организација и ние како нивни луѓе кои делуваме таму како волонтери. Благодарница за најдобар мотиватор за крводарителство на подрачјето на Општина Газибаба за 2013 година е Горанчо Ѓоргиевски од студентскиот дом Стив Наумов Скопје. Општинската организација на Црвен крст Газибаба во 2013 година има реализирано 61 акција и има собрано 3101 единица крв. Планот за 2013 е успешно реализиран со 109,38% од реализираните проекти. Светскиот ден на крводарителството, Твитер заедницата со поддршка на Црвениот крст го одбележа со крводарителска акција која се одржа во Домот на хуманитарни организации Даре Џамбас.
По повод 17 март, светскиот ден на крводарителството, во просториите на Домот на хуманитарни организации Даре Джамбас се собраа многу хумани луѓе кои даруваа крв во крводарителската акција која што ја организираше Твитер заедницата во Македонија. Покрај крводарителската акција на неколку пунктови низ градот викендов беа собрани алишта, играчки и парични средства за Домот за деца без родители 11 октомври од Скопје. Акцијата е по повод двајца хумани граѓани што решија да спроведат една идеја. Идејата беше дадена на Твитер пред околу 7 месеци од една наша твитерџика Стоновалка, и јас и Иво решивме таа идеја да ја реализираме. Па сега акцијата е добра, имаме некаде околу 40 на крводарители до сега. Очекуваме уште од прилика толку, не знам точно, не можеме точно да знаеме. Исто така, ова акција обрнавме повеќе внимание на оние што се негативен РХ фактор, бидејќи тие секогаш се ретки и сакавме да ги поттикнеме да даруваат на нашава и општо да даруваат што е можно повеќе. После првата акција решивме ваквите акции, ајде да речем Твитер крводарителски акции, да се прават на секој 6 месеци, со тоа што, на пример, првата акција беше само крводарителска, ова акција имавме и дополнителна хумана активност, имено викендот пред акцијата, 15 и 16, имавме организирано собирање на облека. До сега имаме некаде околу 45 вреки големи со облека, обувки, играчки, со тоа што очекуваме уште некои си 5 или 6 и плюс има други луѓе кои што накнадно ќе ни сконтактираат со облека која би сакале да ја донираат. Денот на крводарителите се одбележа и во Ѓорче Петров. Свечено се доделија благодарници и плакети за крводарителите кои дарувале крв повеќе од 50 пати. Благодарниците ги добија Димовски Зоран, Јаневски Живко и Николчо Најдов. Во Ѓорче Петров годишно се реализирале вкупно 13 акции во кои учествувале 416 крводарители, а биле собрани 2570 крвни единици. Младинскиот културен центар и град Скопје распишаа повик за учество на уметници што ќе бидат дел од манифестацијата Бела ноќ, која ќе се одржи на 4 октомври 2014 година. Може да учествуваат автори од визуелни уметности, ликовна уметност, фотографија, инсталација, видеоарт, стрип, кибернетичка уметност, применети уметности архитектура, визуелен индустријски веб дизајн, мода, дигитални креации, музика, филм и јавна уметност и урбани точки. Селекцијата на уметниците ќе биде направена од страна на организаторите. Уметниците ќе бидат избрани според приложените дела. Квалитетот, иновацијата и карактерот во опсек на предложениот концепт се главните критериуми при селекција на уметниците и нивните дела. При тоа, дозволени се сите уметнички форми и медиуми реализирани со кои било инструменти или техники, соопшти Младинскиот културен центар. Уметниците треба да поднесат биографија со лични податоци за уметникот или групата, фотографии, DVD или CD, скици и цртежи, промотивни материјали доколку ги имаат, каталог, брошура, рецензии, осврти во полната и подпишана апликација, која може да се преземе од www.belanoќ.mk. Апликациите заедно со дополнителните документи треба да бидат испратени најдоцна до 1 јули 2014 година на адресите Младински културен центар со назнака за Бела ноќ 2014, Кеј Димитар Влахов, 15.000 Скопје, или на електронската адреса kontakt@belanoќ.mk. Историски пласман на ракометарките на ЖРК Вардар во полуфиналето во Лигата на шампионките. Новак Џоковиќ го победи Федерер во финалето на Мастерс од 1000 што се играше во Индијан Велс. За овие и останатите вести од спортот по рекламите.